Добар ден, ученици! Јас сум Анита Сиковска-Ѓорѓевска, професор по психологија во Средното училиште на град Скопје, браќа Младиновци. За денешниот час на училница за вас ја подготвив лекцијата Перцепција, поим и карактеристики. Ке започнам со мислата на познатиот англиски филозоф Џон Лок, кој рекол: ништо не е во разумот што претходно не поминало ни сетилото. И човекот и животните имаат способност да гледаат и да слушаат. Меѓутоа, човекот, за разлика од животните, има свесна потреба да гледа и да слуша. Како што претходно дознавте, осетувањето представува психички процес преку кој што се запознаваме со поединичните својства на предметите и појавите. За разлика од него, перцепирањето представува сложен психички процес на спознавање на предметите и појавите во целина. Перцепцијата како таква представува целосна ментална слика која што се формира во свеста на човекот во врска со перцепираниот предмет или појава. Ментална слика пак представува слика на свеста која што е субјективна комбинација на делови од претходните доживувања. Кога ние гледаме, односно перцепираме одреден предмет, тој предмет го доживуваме како една целина. Например, доколку погледнеме некое дрво, дрвото за нас ќе биде целина која што потоа ќе разложуваме. Нема најпрво да ги погледнеме гранките, стеблото, крошната и така натаму. Туку ќе го погледнеме дрвото во целост. Доколку исто така погледнеме некој човек, го гледаме како целина или целосна фигура, а потоа ги гледаме неговите очи, неговата коса, што носи и така натаму. За да создадеме правилна перцепција, ние тоа го правиме со помош на издвојување, класифицирање, комбинирање и организирање на осетите. Што значи, процесот на перцепција представува еден сложен процес каде што ние ги примаме, препраќаме и обработуваме примените импулси, при што се активираат повеќе нервни центри во мозокот кои што меѓу себе формираат повеќе взаимни врски. Оној предмет кој што ние го перцепираме од надворешниот свет не е ист со перцепцијата која што ние креираме во внатрешноста. Карактеристиките на процесот на перцепирање и создавањето перцепции ги опфаќаат следниве неколку термини. Целосност на перцепција. Кога зборуваме за целосност на перцепција, ние мислиме на единствена целина. Како што наведов и претходно, кога ние ќе погледнеме одреден предмет или појава, го гледаме како целина која што потоа ја делиме на делчини. Перцептивна селекција или, поточно кажано, однос помеѓу фигурата и позадината, зашто малку понатаму имам еден слајд кој што ќе го илустрира ова. Кај перцептивната селекција можеме да кажеме дека всушност во моментот на нас делуваат огромен број на дразби. Доколку ние реагираме во исто време на сите тие дразби, тогаш со нас би се случило потполна конфузија. Така да, ние одлучуваме во кој момент на која дразба ќе изреагираме. Одлуката за реагирање на одредена дразба зависи од карактеристиките и структурата на личноста и она што во моментот го доживува таа личност. Како една посебна карактеристика на перцепирањето се одвојува константноста на перцепцијата. Константноста на перцепцијата означува постојаност на перцепцијата без разлика на промените кои што делуваат врз перцепираниот предмет. Се манифестираат преку константност на големина, константност на форма и константност на боја. Преку едноставен пример ќе пробам да ви објаснам што значи константност на перцепција. Доколку ние гледаме одреден предмет, без разлика на временските услови во кои што тој предмет се наоѓа, за нас тој предмет ќе биде ист. Доколку погледнам едно дрво, повторно, без разлика на времето во кое што го гледам, без дали е лето или зимо, тоа дрво за мене ќе биде дрво. Дали е навијано со снег или пак е разделеното, тоа за мене ќе биде предмет кој што претходно дожил во моето искуство. Перцептивната селекција најлесно ќе објасниме преку илустрација со двусмислени фигури. Двусмислените фигури
се базираат на односот фигура позадина. Можете да погледнете две слики и да одлучите што е она што првично ќе го видите на сликите. На првата слика можеме да погледнеме или човечки профил или асфалт. Видете што вие гледате во моментот. На втората слика можеме да видиме вазна или два човечки профила кои што се свртени еден кон друг. Погледнете и видете што за вас ќе се издвои како фигура, а што ќе остане во позадина. Постојат два психички феномени кои што се случуваат при перцепцијата. Перцепција на простор и перцепција на време. При перцепција на простор ние употребуваме голем број на знаци кои што се поврзани со структурата на организмот и психолошката природа или нашето искуство. Значи, дали јас просторот го гледам како поголем или помал, зависи од моето искуство или оно што претходно сум го видел. Меѓутоа зависи од структурата на организмот. Акомодација на очната леќа, како се поврзуваат сликите помеѓу едното и другото око, како се поврзуваат сликите во однос на раздалеченоста на фигурите и така натаму. Ова е одговор на прашањето како човекот перцепира во 3 димензии, кога мрежницата на окото има само 2. Например, едно мало дете сака да ја дофати месечина. Тоа ја гледа, му делува како достапна, меѓутоа искуството го учи дека тоа не е возможно. Пробало еднаш, пробало 2 пати, тоа не успеа. Перцепцијата на време е исто така доста интересен феномен. Тука се случува спознавање на текот на појавите и процесите во нивната меѓусебна последователност. Значи, ние ги запознаваме процесите како тие се одвиваат еден по друг. Перцепцијата на време представува субјективна оцена на телесни и надворешни појави, односно се комбинираат внатрешните и надворешните појави. Како јас го доживувам оно што се случува во моментот во околината која што ме обкружува. Например, кога сме на некој настан кој што нас е интересен или час кој што е за нас интересен, делува како времето да минува многу брзо. Меѓутоа, кога се случува нешто кое што за нас не е интересно, тогаш не делува како времето да застане. Фактори кои што влијаат врз процесот на перцепирање може да бидат надворешни и внатрешни. Во надворешни фактори влегуваат овие 5 кои што ги гледаме тука, и надворешните фактори зависат од физичката организација на дразбите или како се организирани дразбите. Факторите кои што влегуваат во надворешни се блискост, сличност, симетричност и затвореност и континуираност. На сликата имаме илустрација од овие кои што ги спомнав претходно, така да на првата слика го гледаме факторот затвореност. Што е оно што прво ви доаѓа кога ќе погледнете првата слика? Оно што мене прво ми доаѓа е да го довршам мост. Значи, сите дразби кои што не се довршени, нашиот организам има тенденција да ги довршува. Така да, доколку видиме круг кој што не е завршен, ние имаме тенденција да тој круг го завршиме. Доколку разговараме и нашиот разговор се прекине на половина, ќе имаме тенденција да тој разговор биде довршен. На втората слика огледаме законот за сличност или неколку наредени пингвини кои што се слични едни по други и гледаме само 2 пингвина кои што се одвојуваат. Многу ни е полесно да направиме една целина од пингвините кои што наликуваат еден на друг. Симетрија. Гледаме портокали кои што се симетрични и многу ни е лесно да направиме една целина. Доколку портокалите беа несиметрични, малку ќе ни беше потешко да ја направиме истата таа целина. Факторот на близина. Значи, колку предмети се поблиски едни до други, толку ни е полесно да ние ги сврстиме во една целина. Тука можеме да направиме 2 целини од бој. Полесно ни е да ги одвоиме жолтите лежалки од сините лежалки. И факторот на континуираност. Значи, гледаме неколку фигури кои што се следат една со друга и се искачуваат по скалите. Ние претпоставуваме дека тоа продолжува и понатаму. Односно, имаме еден редослед на качување или фигурите се наредени една по друга.
Вториот вид на фактори се внатрешни фактори. Во внатрешни фактори влегуваат физиолошката состојба на организмот, поранешното искуство, емотивните состојби во моментот на прецепирање, како и социјалните услови. Физиолошката состојба на организмот подразбира замор, глад, жед и така натаму. Сигурно сте приметиле дека кога сме заморени, гладни, жедни, нашата перцепција на предметите и појавите е поинаква отколку кога сме одморени, најадени и нашата жед е згасната. Доколку сме гладни, било која миризба на нас ќе ни биде пријатна. Ако сме заморени, било која забава на нас нема да ни биде привлечна. Поранешното искуство. Овде би сакала да го споменам експериментот на психологот Кролик. Психологот Кролик има спроведено експеримент со група на испитаници, каде што им покажал две точки, светли точки, кои што се движеле една кон друга од лево кон десно. Точката А се движела кон точката Б. Сите испитаници потврдиле дека точката А се движи кон точката Б или од лево на десно. Подоцна на истите тие испитаници им дал точка А и точка Б, меѓутоа точката А во овој момент представувала дрво, а точката Б била возило. Повторно точките се движеле од лево кон десно. Меѓутоа, она што испитаниците го кажале во вториот дел од експериментот било дека возилото се движи кон дрвото, односно точките се движат од десно кон лево, што воопшто не било точно, затоа што точките повторно се движеле од лево кон десно. Нивното претходно искуство е она кое што во моментот ги залажа. Емотивните состојби во моментот на прецепирањето се оние кои што и како влијаат на она што ние го прецепираме во моментот. Например, стравот како емоција. Доколку ние шетаме сами во темница, било која гремушка, дрво или било каков шум на нас може да ни предизвика страв и да се почувствуваме загрозени, а тоа воопшто да не е реално во моментот. И социјалните услови, како последни, меѓутоа не и најмалку значајни, во кои што влегуваат различните културни, социјални и национални средини. Тука е спроведен еден експеримент од психолозите Брунер и Гудман. Тие направиле истражување врз две групи на испитаници, односно две групи на деца. Двете групи на деца потекнувале од различна социјална средина, односно едните деца доаѓале од богати семејства, а другите од сиромашни семејства. На двете групи на деца им покажувал монети кои што биле со иста големина и исто значање. Меѓутоа, децата кои што доаѓале од сиромашни семејства и монетата која што им била прикажана ја гледале како многу поголема за разлика од оние деца кои што доаѓале од побогати семејства. Така да со ова можете да видите како внатрешните фактори влијаат врз процесот на перцепирање. Се надевам дека она што ја го зборував во овој час придонеса да малку го проширите вашето знаење во однос на перцепцијата како поим и се надевам дека кај вас отвори прашања кои што ќе ги истражувате и секако ќе ги најдете одговорите на сите тие прашања. Ви благодарам на вниманието, останете во добро здравје и имајте убав ден.